уште неам видено некој сам себе да се обвини. Увек има некој друг што ќе го обвините. Секако ќе беше подобро држава да има единствен став во однос на ова прашање, да не е за дневна политика, но тоа е што е. Велам, без ВМРО ДПМН ова прашање секако ви беше јасно и вас дека не може да се реши. Деноиве Пендаровски даде едно интервју во кое кажа за обидите тоа што се правеле да се обезбеди, да се убеди на некаков начин лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски да даде поддршка. Едно од нив рече дека била понудата на Заев да се направат уставните измени, следниот ден да се оди на предвремени избори. Сега прашањето ми е тука, ова временски соодветствува, вие бевте тогаш лидер на СДСМ и премиер. Дали Заев зад грб го договарал ова со Мицкоски или вие бевте вклучен во тие разговори? Јас со внимание го проследив интервјуто на председателот Пендаровски и го забележав тој дел. Не можам да знам кој какви состаноци со кого имал, меѓутоа знам она што можете да го видите од известувањата на вашата телевизија. Јас имав средба со председателите на политички партии, вклучително и со председателот на ВМРО ДПМН во клубот на пратеници, и после тоа бевме на пресконференција, каде што јас бев понудил ВМРО ДПМН да влезе во владата, заедно да ги изгласаме уставните измени, да затвориме едно или две поглавја до февруари и потоа да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше... Тоа е таа лидерска Дуи кога се понуди да излезе од владата. Дуи кажа, пошто ние гледаме дека сме пречка, тие пуштија соопштение на самата пресконференција, вели Дуи е подготвен да излезе од владата со носењето на доколку овој предлог биде прифатлив за опозицијата. Тој предлог не беше прифатен. Финално, отидовме на избори и изборите завршија со победа на ВМРО ДПМН. Значи ли Пендаровски направи лапсус кога кажа Заев наместо... Не знам сега што ја ви кажувам. Вие сте секако вклучени во целиот процес, да. Не, ама кој процес? Ја ви кажувам што јас сум кажал на пресконференција. Така е, јавно понудивте така да отидете сега на Google на Канал 5 телевизија, ќе видите ден пред пресконференцијата, кај што Канал 5 вика, ние имаме од избори дека утре Ковачевски ќе дојде со предлог на лидерската средба. Сте имале добра информација. Тој предлог беше кажан на пресконференција и така натаму. Проценката на председателот на ВМРО и на ВМРО и на ВМРО како партија, добра проценка на крај искочи, бидејќи победија на избори, да не прифати. Имаше информации за друга идеја, за широка коалиција. Па широка е таа каква е. Таму би биле сите. Добро, една варијанта беше да се направат уставните измени одма да се оди на избори и друга варијанта која се разговарала на состанок во СДСМ да се формира широка влада. Медиумите тогаш информираа и за таква идеја. Прво се шпекулира за многу состаноци. Ова се разговарало, тоа се разговарало, значи нема такви состаноци на кои што се разговарало без, како се вика тоа, рачун без крчмара, сега ние ќе правиме. Ја ви кажувам што беше на пресконференција. Предлог даден од тогашен председател на влада. Добро, вие сте барале начин да го убедите Мицкоски на некаков начин. Апсолутно, тој остана на своето мислење. Затоа и за мене не е изненадување ставот на владата во моментов во однос на уставни измени и така натаму, и треба да се даде време да тие тоа. Ова ви го кажувам како поранешен председател на влада кој што бил директно вклучен во разговори со сите актери кои што денес ја водат државата. Не заборавајте дека 3 министри има од таа влада кои што се сега во влада. Освен овие јавни понуди до Мицкоски, кога очигледно не е успеало да го убедите на некаков начин да даде поддршка за уставните измени, Пендаровски спомена дека во неговиот кабинет се разгледували и други варијанти за да се дојде до 80 пратеници, веројатно по примерот со Преспанскиот договор, кога дел од пратениците на ВМРО ДПМН гласаја за уставните измени, иако партијата и тогаш беше против тие уставни измени. Сега во тој контекст се споменува враќањето на Груевски, некаква операција за враќање на Груевски. Во тоа интервју Пендаровски на некаков начин рече дека бил под притисокот, како рече, врвовите на СДСМ да го помилува Груевски. Сте му правиле ли вие таков притисок на Пендаровски да го помилува? Значи, ви кажав дека со внимание го проследив интервјуто на председателот Пендаровски, исто како што со такво внимание го проследувам интервјуто на било кој председател на државата, поранешен председател на државата или премиер на влада, и ваше сигурно со внимание го сегашниот. Така. И веројатно и сега има кои што го следат нашето интервју.
Во еден дел на интервјуто председателот зборуваше за некои шпекулации кои што ги слушал и така натаму, па тој се изјаснил на некој состанок. Вие бевте на тој состанок? Функцијата која што јас сум ја обавувал. Председател на влада е една од највисоките функции во државата, една од трите највисоки функции во државата и највисока функција во извршната власт. И нивото на функцијата која што сум го обавувал не ми дозволува да коментирам било кој состанок на кој што сум присуствувал, бидејќи јас како председател на влада сум присуствувал на состаноци на НАТО алијансата, сум присуствувал на состаноци на Совет за безбедност. Добро, но од ова излегува транскрипт. Не, дозволите. Да. Сум присуствувал на состаноци на Совет за координација на безбедносни служби, на лидерски средби, на тет-а-тет средби со премиери на држави, тет-а-тет средби со председател на Европска комисија, председател на Европски совет, директори на разузнавачки служби на НАТО. И не ми дозволува ниту нивото, ниту личната политичка култура да коментирам било која средба. Добро, дали како политика... Она што можам да ви кажам е дека СДСМ, во време кога јас сум бил председател, немал никаква намера да прави било каква коалиција или политички аназман со било кој бивши премиер во Република Македонија. Ви кажувам, било кој бивши, ниту еден бивши премиер во Република Македонија, освен еден, со кој што и ден денес СДСМ има коалиција, тоа е Љупчо Ѓорѓиевски, бидејќи тој е бивши премиер и бивши председател на ВМРО-ДПМН. И па нема друг, уште Груевски остана. Значи немало, сакам да ви кажам, значи со ниту еден не е ниту разговарано, нити во СДСМ се водени било какви разговори во таа насока, и тоа може да се види од сите записници на раководство, на извршен одбор. Значи Пендаровски не ја говори вистината кога вели дека имал притисок да биде да го помилува Груевски. Не знам за каков притисок зборува. Не знам за кој точно состанок, бидејќи тогаш имало многу состаноци. Кажа дека имало 3-4 состаноци. Имало многу состаноци на кои што се разговарало. Се барало решение, да. Меѓутоа ја ви кажувам дека јас и како човек и како Дури тој Чекор понатаму вели дека ви предложил да го амнестирате во собрание, ако веќе сакате да го вратите, дури тој ви дал контрапредлог. Немало ништо, па прашајте ги пратениците, тие сите се во парламент. И процесот на уставни измени кој што во тоа време се водеше, односно да се провери дали може да се направат, е воден на законит и етички начин и при тоа ниту еден пратеник не е контактиран на лична основа за да се види дали би гласал или не би гласал. Дури вие се сеќавате, имаше и еден пратеник од СДСМ кој што не го гласаше предлогот на француското претседателство, па на него ништо не му се случи, ние сме ден денес пријатели и така натаму. Јас сум демократ по убедување, без разлика. Јас сум демократ по убедување кој што верува дека секој пратеник треба да одлучува согласно Добро, но имавме искуство од 2019, знаете. Да. Не знаме, ја ви кажувам како беше за 2022 година и 2023 година. И на крајот на денот, кога ќе го видите резултатот, вие гледате дека ништо од тоа за што се спекулира не се случило. Тоа е резултатот, дека се за што се спекулира, тама ништо не се случило. И дали, како рековте, дали е подправен со Крчмарот и без Крчмарот, не знам дали Груевски се согласил на такво нешто, да не сте правели комбинации без да го прашате Груевски. Ниту имам комуникација. Имаше муабети дека Бујар Османи одел на тие средби. Ниту имам комуникација, а да ви кажам, не се ни познавам. Бидејќи не сме имале никогаш прилика во животот да се запознаеме. Имате ли информација дека Бујар Османи одел во Будимпешта? Немам таква информација. Тоа немам. Дали он бил во Будимпешта, дали не бил, тоа е негова работа, што правил тоа исто така. Така да немам информација. Пендаровски во тоа интервју вели тие се двата начини, Груевски има две пресуди правосилни и или треба да биде амнестиран или да биде помилуван. Тој кажал дека нема да го помилува, собранието не го амнестираше, но не знам свесно или несвесно испушти дека има и трет начин на кој исто така се говореше дека се работи, а тоа е да бидат поништени пресудите. Се сеќаваме на поранешната председателка на Врховниот суд, како сведочеше дека имала притисоци да се поништи дел од тие пресуди што ги има Груевски. Во тој контекст се споменуваше и некакво USB што го испратил и измените на кривичниот законник кои веројатно
сте свесни од денешна перспектива дека се една од поголемите дамки за време на Гледате, вашиот тие мандат. се направени, Да. тие еве ќе Дали повториме уште бевте еднаш. свесни какви последици ќе Прво, предизвикаат? прво тогаш се збореше дека тие се прават за да се врати бивши премиер во државата, што не се случи бидејќи и не биле правени. Затоа тој ден денес не се има вратено во А Македонија. не беше по 2 доволно, години требаше имаме и нова власт. Врховен да ги поништи пресудите. Не знам, сега, знаете како ние можеме во шпекулации да одиме, затоа ви велам дека од состаноци кога ќе почне да се шпекулира, тогаш веќе нема крај. Не беше а јас шпекулации, председателката на Врховен. Јас ви кажам, имаше... не, јас зборам за состаноци кои што ја никад со председателката на Врховен во живот кажуваше дека немам, има притисоци. разговарам. И ден денес да ја видам, може само едно здраво ќе кажеме од приеми кои што сме се виделе во функциите кои што сме ги обавувале. Меѓутоа, јас не сум дел од Ресавската школа која што прераскажува состаноци и така натаму. Не е тоа мој карактер и мој начин на функционирање. Дури луѓето со кои што сум комуницирал, еве денеска дел од нив се од влада, состаноците кои што сме ги имале, за кои што јавноста била информирана за содржината, нити јас сум разговарал, нити па тие, и затоа ги сметам луѓето за Не сериозни говорите луѓе. тоа, но знаете, ова дојде како гром од ведро небо. Немаше некаква итност да се носат тогаш такви измени на кривичниот законник. Тој беше процес кој што беше дел од агендата за проширена конфискација. И вие гледате дека и сега се направија измени на кривичниот закон во кој што тоа прашање не беше вратено на нивото на кое што беше пред тие промени, а она што на Македонија и го треба е конечно да се донесе новиот кривичен закон на кој што се работи. Јас бев премиер кога таа работна група работеше, ОПСЕ Тоа беше најчудно. Се работеше на кривичниот законник, а се направи овој измени. ОПСЕ тоа го плаќа, ја дури пробав да разберам еднаш колку пари тие експерти се платени, никој не сакаше да ми каже, бидејќи ако се добро платени, си работат со години, тие никад нема да го завршат. Ме разбирате? И затоа, меѓутоа не добив таква информација, дури никако председател на влада, никој не сакаше да каже. Вика, ама не, тоа не можеме да кажеме колку добиваат. Знам дека беше завршен, па даден на превод, потоа во Европска комисија. Знаете дека имавме сериозни критики од Европска унија, од Европска комисија. Имаше сега и последниве кога беа, пак нови имаше, они секогаш ќе најдат начин да ги критикуваат дел од работите во Македонија. Ние сметам дека треба да најдеме наш модел на функционирање, секако усогласен со Европската унија, кој што ќе биде тука апликабилен во Македонија. Не треба да имаме, според мене, ја тоа сум го кажувал, правосуден систем во кој што ќе има бланкетни одредби каде што притвори ќе бидат казни и така натаму. Туку треба да имаме еден систем каде што врз основа на точни членови во кривичен закон ќе може да се обвинуваат луѓе. Бевте ли свесни тогаш дека така ќе се затворат многу случаи од ЦИО, какви последици ќе предизвикат? Гледате, голем дел од случаите нема никаков резултат со години. Ние имаме случаи кои што 20 години има луѓе кои што имаат случаи со земени пасоши и не им се вратени пасоши. Тоа е проблем на судството, вие вака политички ги затворивте. И со промени на кривичен закон гледате дека има и кривични пријави и приведување и така натаму, бидејќи законот има, кривичниот закон има над 200 конкретни одредби со Тоа кои ваша што идеја беше, чива идеја беше тоа? Никогаш не разбравме чива идеја, затоа што Лога, тогашниот министер, беше против. Тој закон беше предложен, тој беше разговаран во поширок круг на луѓе и ви кажувам дека таму имаше усогласување и со европски директиви и со одредбата за проширена конфискација. Зашто ова е единствената работа, ако не се лажам, од која Филипче се огради кога дојде? Гледайте, законите се жива материја. Значи ние закони, собранието постои за да менува закони. Добро, но некој треба да се признае грешка, ако се направило грешка. Па гледайте, дали е грешка, ако беше вратено на претходното решение со сегашните измени, тогаш ќе кажеме дека било 100% грешка. Меѓутоа не беше вратено на претходното решение од пред тие промени во 2023 година. Што значи дека не е грешка која што била комплетно исправена со новите измени. И затоа ви велам на нас ни треба комплетно нов кривичен закон, бидејќи ова се решенија кои што се основни од закони од поодамна. Добро, значи не сте работеле на враќање на Груевски, тоа не било воопшто такво нешто немало. Значи еве погледнете ги сите записници во СДС, ама такво нешто не постои, ниту некој такво нешто барал, нити може да се случи такво нешто. Добро, во ваше време беше донесена и реформската агенда, беше договорени контурите да на таа реформска агенда, после скринингот. Како гледате на спроведувањето незино? Има различни мислења, опозицијата постојано Венко Филипче обвинува дека се доцни, од друга страна премиерот уверува дека сме лидери, Кошта имаш изјава дека има некакви опипливи резултати. Премиерот вели дека 90% ќе бидат завршени до крајот на јуни, единствено нема да бидат завршени обврските кои вели сте ги презеле, а не се во интерес на граѓаните. Тука како пример посочува либерализацијата на струјата за домаќинствата. Ќе ви дадам една друга перспектива на реформската агенда, која што не сум ја зборувал до сега, а не
трачарење од состаноци, туку е став кој што можам да го изнесам. Како настанува реформската агенда? Направивме анализа земјите од Западен Балкан со помош на министри за финансии, економисти и така натаму, каде што учествуваше и нашата влада, и кои што анализи беа подкрепени со научни емпириски истражувања на економисти од Европска унија, каде што се правеше споредба на она што го добиваат земјите членки од кохезионите фондови во Европската унија и она што го добиваат земјите кандидатки од ИПА фондовите на Европската унија, од предпристапните фондови. И дојдовме податок дека земјите кои што примаат средства од кохезионите фондови на Европската унија, а тоа се земји кои што имаат под 90% од просечниот бруто домашен производ на Евро 27, на ЕУ земјите, тие добиваат средства од кохезионите фондови, тие добиваат 3000 евра по глава на жител. А земјите кандидатки од ИПА фондовите, значи земји кандидатки се Западен Балкан плюс Турција, по глава на жител добиваат 134 евра. Значи овие добиваат 3000 евра по глава на жител, ние по 134 евра. Им кажавме и на председателката на Европска комисија, председателот на Европски совет, министерот за финансии на Еврогрупата кој што ја предводи, на Копман, директорот во европските за проширување, дека ова е неодржива ситуација, бидејќи ние јазот помеѓу земјите кандидати и земјите членки, а оние кои што добиваат кохезиони фондови се целиот источен лагер, плюс Грција, плюс Португалија и Малта. Тие добиваат средства. Значи Латвија, Естонија, Литванија, Унгарија, така, членки се не, но се уште не се до просекот на Европска унија. Мислам дека една сега дали Чешка го надмина просекот и не прима кохезиони фондови. Ние сме околу 50%. Кажавме дека нашите компании многу тешко можат да конкурираат на овие компании. Зошто? Разговаравме со компании. Значи тоа беше многу макотрпна работа. Разговаравме со компании кои што велат: гледајте, ние произведуваме техничка опрема во Македонија. Нашиот производ во старт чини поскапо, бидејќи сите средства за развој и истражување на нашиот производ ние мора да го платиме од нас самите од фирмата. А додека на овој во Полска му го плаќа Европска унија преку кохезиони фондови. Тогаш седнавме и тие кажаа: добра, ние сме подготвени да го зголемиме финансирањето на земјите кандидатки, Западен Балкан плюс Турција, но за тоа мора да има и одредени работи кои што вие ќе ги испорачате. Тие реформи ги дефиниравме заедно. Значи тие реформи се во 4 столба. Институции, заеднички пазар и така, значи, а целта е побрзо вклучување во пазарот на Европска унија, затоа и СЕПА се воведе, за да се намалат трошоците на фирмите од Западен Балкан кои што роаминг се најува, укинување. Роамингот укинување, значи се тоа се разговарало. Потоа зголемување на трговијата да ги подготви земјите во регионот и така натаму и потоа има реформи кои што се прават во области на... Каква е вашата оценка? Како тераме на тој план? Па гледате, тој план, гледам дека има и многу невладини организации кои што добиваат средства за да го мониторираат тој процес. Има делови во кои што имаме напредок. Гледам дека е агилен министерот за дигитализација, кој што работи, например, во прилично тешка област и многу динамична. Меѓутоа гледам дека таму се движат работите. Најтешко секогаш идат работите во административниот дел, бидејќи администрацијата е мастодонт од 135.000 јавен сектор зборувам, кај што треба да се прават реформи. И сметам дека тоа е делот во кој што најтешко ќе оди со оглед на отпорот кој што го има на нас администрацијата не е реформирана. Тоа ќе мора да се случи еден ден. Добро, паралелно со оваа реформска агенда, владата овој период е преокупирана и со менаџирање на економската состојба која е на некаков начин под влијание на кризата со нафтата. Сега тука се прават многу компарации со времето кога вие менаџиравте со некоја слична криза. Премиерот Мицковски вели дека сега полошо него во 2022-2023. Како гледате вие, кога беше полошо, сега или тогаш? Гледате, на секој човек неговиот проблем му е најголем. Јас ќе ви кажам како економист кој што се занимавал и со економска историја како дел од работата. Значи, кризата во 2022 година и кризата во 2025 и 6 година, се извинувам, се разликуваат суштински.
Во 2025 година имавме криза која што се надоврза веднаш после корона кризата. 22 година. Се надоврза веднаш после корона кризата. И таа се случи заради војната од која што беше предизвикана од инвазијата на Русија врз Украина. И таа ги погоди и пазарите на енергија, и на нафта, и на газ, и пазарите на храна. И затоа имавме двоцифрена инфлација. Оваа криза денес е криза која што ја погаѓа цената на нафтата и посредно цената на транспортот, која што подоцна влијае на цената на храната. И затоа инфлацијата е едноцифрена. Македонија секогаш има нешто повисока инфлација од земјите во Европската унија. Секогаш дупло. Па скоро. Во моментов не е дупло, они се на 3,1, ние на 5,7. Значи прилика. Не е дупло. Да. Меѓутоа е поголема. Во ваше време беше 14%, така во Европска унија беше 9. 9%, да. Исти односот. Зошто? Бидејќи ние многу увезуваме. Кај нас влезите во било кој драгстор, се ви се увозни производи. Колку имате од македонско производство? Сите пазари имаме во нашите супермаркети. Се ви е увозно. Ние малку Јасно, па да не говориме за бела техника, за такви работи. Сега. Во 2022 година имаше уште проблеми. Растот на цените беше потикнат и од тоа што во тоа време имаше многу пари пуштено во оптек во време на корона кризата. Вие знаете дека практично ништо не работеше. Државите, сите држави, вклучително и нашата, правеа трансфери на пари за одржување на животниот стандард на компаниите. Да. Кредитите беа на ниво на нула скоро. Каматните стапки. Во моментов каматните стапки се високи. Значи не може да се инjектираат пари во оптек кои што дополнително ќе ја подгреваат инфлацијата. Вие гледате и последното задолжување на владата е практично над 4%, 4,7%. Во тоа време каматите беа многу пониски, кои што подоцна се зголемуваат со еурибори, притискаат на апсолутниот износ на каматите. Уште една разлика е што тогаш трговците ги пренасаа зголемувањето на цените на купувачите. Бидејќи имаше многу поголема побарувачка од понуда. Зошто? Во време на корона беше се затворено. Луѓето беа дома, никој не одеше на работа, никој не идеше во ресторани и така натаму. Како што заврши короната, така побарувачката се зголеми за се. Сетите се на цените на коли пред короната и цените на автомобили после короната. Се дуплираат цените и останаа како такви. Во овој момент тоа го немаме. Затоа што не е прегреан пазарот, нема толку пари во оптек како што имаше во 2022 година. И затоа има уште други разлики, меѓутоа суштински разлики постојат помеѓу двете кризи. Добро, каква е вашата оценка? Како сега владата се справува со криза? Премиерот вели дека имаме најниски цени на горивата. Имаше некои мерки од ваше време, тоа со акцизите, законот од ваше време. Па тоа сакав да ви кажам дека тоа што тогаш се правеше се искористи во оваа криза. Например, акцизите, автоматизмот кој што го воведовме, ние од мака го воведовме. И плюс сами работевме. Немавме консултанти од Европска унија, од Светска банка, од Меѓународен монетарен фонд. Тие сите по дома беа, корона беше. Тоа беше во тоа време правено и после короната кога почна војната во Украина. Тоа се искористи сега за автоматско намалување на акцизите со зголемување на цената на берзите. Суштинска разлика исто така помеѓу кризите е цената на гасот. 2022 година цената на гасот достигна астрономски цени. Тоа е грејење, производство на струја и така натаму. Сега гасот не е погоден. Владата вели дека премногу сте се задолжили тогаш и сега имаме маки, не можеме да ги вратиме кредитите од ваше време. И тоа го ограничува маневарскиот простор на владата сега за нови мерки. Државата тогаш земаше кредити за да може да го финансира животниот стандард, бидејќи луѓето не иде на работа. Ја гледам некои економисти, еден поискусен економист кој што вели дека тогаш инфлацијата била подгревана само заради тоа што биле зголемени платите на работниците. Тој е близок економист до компаниите. Со нив комуницира. Ама заборава да каже дека владата тогаш даваше помош на компаниите, бескаматни кредити, субвенционирани камати, така беше? Така беше, но тие пари ги немавте, ги позајмивте. И сега треба да се враќаат. Тие финансиски средства беа позајмени. Оваа влада исто така се задолжува. Што е јавниот долг? Јавниот долг е збир на сите дефицити.
Јавниот долг на Македонија по оваа година ќе биде за 600 милиони евра поголем, бидејќи дефицитот е 600 милиони. Да, но вие во тие 2 години направивте 2 милиарди. Имало и други периоди кога И е со короната зголемуван 2, дефицитот. во 4 години 4 милиарди се зголеми. Значи не можеше да се остават луѓето без финансиски средства, бидејќи Да, но едноставно доаѓа сметката за наплата. светска економија Да. не функционираше и тоа се, видите, тоа се бројки, нема бегање од бројките, меѓутоа сметам дека тогаш успеавме да го задржиме животниот стандард, успеавме да ги задржиме сите работни места. Ниту едно работно место не се не се така беше, изгуби. но долгот И тоа е достигна добра, 62%. тоа е добра рече си. позиција, тоа е добра позиција. Сега економијата има други предизвици. Европа се наоѓа во криза. Вие гледате дека во тоа време што ви потврдува дека имало многу пари во оптек. Тогаш странските директни инвестиции беа и до милиарда евра доаѓаа во тие години. Сега странските директни инвестиции оваа година се паднати веќе на 215 милиони евра, што е ништо 5 пати помалку од тие добри периоди. Тоа е затоа што западноевропските земји не инвестираат. И затоа Македонија ќе треба да посвети внимание токму на привлекување на странски инвестиции и тоа во светло на конкуренцијата која што имаме. Србија е многу агресивна со државна помош, која што тешко дека можеме да ја следиме со овој фискален простор. Бугарија до нас е членка на Европска унија која што нуди пристап на заеднички европски пазар, а се уште плати кои што не се на ниво на германските, и Албанија која што ги прибира сите пари за инвестиции во туризмот. И Македонија ќе мора да го најде својот простор како да ги привлече тие странски инвестиции за да обезбедиме дејности кои што носат повисоки плати. Ние имаме само 10 дејности според последните статистички податоци кои што носат плата над 1000 евра. 10 дејности во државата. Да, но ете БДП-то расти натаму над 3% БДП-то, и јас- вели дека јас, тоа знаете, е во јас првите бев- 5 во Европа. Јас бев критикуван од еден од најактивните пратеници на ВМРО ДПМН во тогашниот и во сегашниот состав, председател на една од важните комисии, дека инаку економист, дека бруто домашниот производ како економист го одржувам со одржување и зголемување на агрегатната побарувачка. И ја тогаш не му одговорив, бидејќи секоја опозиција еден ден доаѓа на власт. Денеска тој бруто домашен производ за кој што зборуваме, растот 87% е заради личната потрошувачка. Не заради инвестиции. Добро, ма и за да има потрошувачка треба пари да има. Точно, Така што затоа и уште има ќе се задолжиме, активност некаква, да. или ќе скратиме некаде. Добро, на крајот сме од емисијата, не истече времето. На крајот да ве прашувам какви се вашите лични планови. Реков, вие сте пратеник во овој мандат. Очигледно имате се уште и идеи политички и економски. Дали мислите дека се уште имате некаква политичка иднина или тоа најважното за вас на тој план веќе е зад вас? Гледайте, политичка иднина, јас моментално сум пратеник, така да и утре ќе бидам пратеник и тоа е иднина. Добро, ќе заврши мандатот. И идната година, така да ќе заврши мандатот, ќе дојде. Пендаровски вели дека ќе дојдат повторно би други- се активирал доколку се формира некаков фронт. Абе види, сите голем број на луѓе се спремни кога ќе се формира нешто за победа да направат селфи, така да ја обично сум учествувал во да направиме нешто, некаква промена. Да, јас одржувам настава на универзитетот каде што сум ангажиран, барем во рамки на законските можности кои што може, тоа се постдипломски студии. Дојдовте од приватниот сектор претходно. Приватниот сектор јас го напуштив и сите оние шпекулации кои што беа дека имам бизниси и така натаму се испоставија дека немам бизниси така како што го кажував и гледате дека за тоа веќе немам ни прашања. Работам заедно со, бидејќи сметам дека некој кој што имал чест да управува со владата, дека треба и да тоа искуство и таа мрежа на контакти го искористи за да нешто врати на општеството и со неколку, ја би рекол, врвни експерти во своите области. Веќе формиравме на платформа за економска и технолошка трансформација, која што е непрофитна организација, се разбира. Тоа како невладина? Така како е. think tank? Као think tank, точно, баш е think tank во која што учествуваат луѓе кои што се искусни во дигиталната сфера. Зборувам 20-30 години плюс успешни менаџерски Ова се со вештачка интелигенција, тоа? И вештачка интелигенција, и CRM системи, и идеја менеджмент и така натаму. Потоа експерти во делот на благосостојбата на младите, ментално здравје и така натаму, кои што се ретки експерти, меѓутоа кои што се и како потребни во ова време на брзи промени кај младите, експерти во истражување на јавното мислење на современите појави и економски и општествени, вклучително и политички, движењето на интересите на граѓаните и така натаму. Веќе таа платформа е формирана.
Првите почекаме истражувања промоција, се да. готови, ќе бидат презентирани на настан тука во Скопје, мислам дека тоа ќе биде и овој месец. И потоа ќе продолжиме со работа, инаку се работи за платформа за економска и технолошка Добро, на крај да трансформација. прашам, дали нешто има, зашто жалите додека бевте премиер, нешто што би направиле поинаку од денешна перспектива? Па гледайте, кога сте премиер, тогаш до вас доаѓаат сите можни истражувања кои што се прават и во државата и се прават надвор од државата. Има едно истражување кое што јас и ден денес постојано го повторувам со пријатели кога седам, бидејќи сега најмногу од времето поминувам со пријатели кои што ми се или од детство или од професијата која што имам, многу помалку од политиката. Има едно истражување кое што се прави за тоа кои држави колку среќни граѓани имаат. И ние во тоа годишно истражување секогаш сме на дното со уште една-две држави. И сакам, тоа е моја лична желба, бидејќи јас живеам во Македонија, целото моје семејство живее во Македонија, животот ќе го завршам во Македонија. Македонците и сите други граѓани кои што живеат тука да бидат посреќни луѓе од тоа што се денес. Добро, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со нашите програми. Се гледаме следниот четврток. Дојдоње.